Вице-премиерката задолжена за европски прашања Теута Арифи оствари средба со амбасадорите на САД, ОПС и Европската Унија, на која што се разговарало за исполнувањето на препораките од извештајот за предвремените парламентарни избори, кои што се одржаа минатата година. Арифи истакна дека многу работни групи активно работат на исполнувањето на препораките, кои што се однесуваат на подобрувањето на легислативата со која што се уредува оваа материја и на избирачкиот список. Таа додаде дека овие препораки ќе бидат исполнети до идните избори. Цениме дека со уште поинтензивен приод и состаноци и на овој комитет, но и на работните групи, ќе успееме да ги заокружиме обврските кои би произлегле и кои би биле поврзани со првите избори кои следат, а тоа се локалните избори. Амбасадорот на ОПС Ралф Бред посочи дека е задоволен од заложбата за исполнување на препораките. Мисијата на ОПС во Скопје ја поздравува заложбата на владата во овој процес и е подготвена во координација со ОПС ОДИХР да ја понуди неопходната поддршка, помош и експертско мислење. Во врска со најавените промени на кадрите, Арифи посочи дека со ВМРО ДПМН не е разговарано за некое конкретно прашање, нагласувајќи дека сепак сите чинители континуирано треба да размислуваат за подобрување на кадровските политики. Вице-премиерката информираше дека од денес се одвива оценската мисија од Европската Унија за сработеното од поглавјата 23 и 24. Во таа насока посочи дека Македонија има што да презентира како сработено. Имав денеска можност да ги сретнам експертите кои ќе ја водат таа мисија. Задоволни се од опсегот на институциите кои ќе ги гледат и секако нивниот извештај е битен во однос на идниот извештај на Европската Унија и мислам дека има што да покажеме во однос на постигнатото и секако тоа ќе биде уште еден поттик да работиме повеќе откако ќе ги добиеме резултатите од мисијата. Ова е петта оценувачка мисија за овие поглавја.